Овој пресденеска КСС го одржува со цел да укаже на неподносливите последици од енергетската криза, која што пред се на крајот завршува на грбот на граѓаните, односно на работниките. Се почесто овие денови слушаме јавни презентации за енормно зголемување на сметките на струја и од бизнисот, но и од јавните комунални предпријатија кои што се даватели на услуги, но и од граѓаните. Зголемувањето на сметките за струја за неколку пати го доведува во прашање работењето на јавните предпријатија, но ја доведува и во прашање одржливоста на работните места. Доколку властите во најден можен рок не изнадат решенија за субвенционирање на струјата во големите индустријски капацитети, а пред се и во јавните комунални предпријатија како даватели на услуги на граѓаните, ќе се соочиме со зголемување на цените кон граѓаните и работниците за комунални услуги, но со губење на работни места и опстанокот на работникот во оваа тешка и долга зима која што ни следи. Сите овие параметри еден по друг се поврзани и носат последици. Па затоа во таа насока како синдикат даваме целосна подршка и на бизнис секторот и пред се на индустријата која вработува најголем број на работници, но и на АТКОМ, кој е Сдружение на даватели на јавни услуги, објави дека јавните комунални предпријатија се на работна установа. Јавно искажуваме загриженост поради можноста на зголемување на сметките за комунални услуги на граѓаните кои што доколку остане оваа ситуација на ова ниво, несомнено ќе бидат енормно покачени, а повторно товарот ќе падне врз грбот на работникот. Но од друга страна, исто така сме многу загрижени и за сигурноста на работните места, која несомнено ќе биде доведена во прашање. Ја повикуваме владата на диалог и изнаоѓање решенија за полесно надминување на целата оваа ситуација и да се изнајде помош и за индустријата, како и за јавните комунални предпријатија, за да не трпиме поголеми ценовни шокови, кои што како работници повеќе не можеме да ги сервисираме. Но и да избегнеме поголема економска криза, па можеме да кажеме на крајот и еколошка, доколку не се изнајде заедничко решение за непречено работење на предпријатијата. КСС е прилично загрижен и поради намалувањето на вработеноста во државата, од која што од почетокот на ковид кризата до денес изгубивме преку 120.000 работни места. А податокот што исто така се намалува и невработеноста, јасно покажува дека државата оди во погрешна насока и секојдневно се повеќе луѓе и работници ја напуштаат Македонија. Затоа бараме и тоа да почне да функционира диалогот, пред се социјалниот диалог, кој што е мртов во овој момент, и да се помогне на работниците, бизнис секторот и јавните комунални предпријатија да може што побезволно да ја пребродат оваа енергетска и економска криза која секојдневно се повеќе и повеќе ја гази Македонија. Благодарам прашање. Работни места каде се? Од Државен завод за статистика. 811.000 прв квартал 2020, 790.000 прв квартал 2022 година. Еве ексклузивно за вас, КСС ќе излезе со еден предлог во тој дел како може да се заштети таа енергија и да се помогне и на индустријата, но и на јавните комунални предпријатија. Еве ние препорачуваме при почетокот на грејната сезона јавниот сектор да работи од 9 до 3, кога има целосна светлина и кога е најтопло во денот, и таа енергија што ќе се заштети од јавните предпријатија, од јавните институции, да се даде како помош на и на бизнис секторот, но и на јавно-комуналните предпријатија, за да не трпиме поголеми ценовни шокови. Може да направиме една рационализација, јавниот сектор може да работи, да се скрати работното време 2 часа, со што ќе се заштедат големи количини на електрична енергија, а од друга страна може да се направат дежурни тимови кои што ќе ги сервисираат неопходните дености во текот на еден ден. Субвенционирање на приватниот сектор и субвенционирање
земјавните предпријатија, на кој начин би се субвенционирало? Модел? Па гледаме модели од соседството, значи имаме модели од соседството, од Србија, Бугарија, Грција, каде што големи количини од парите од буџетот се субвенционираат и бизнис секторот и јавното комунални предпријатија се со цел да се помогне и да не се изгубат работните места, но и да може индустријата да биде и поконкурентна, бизнисот да биде поконкурентен на пазарот. Во спротивно, ова што се случува во овие 2 години, значи се намалува и вработеноста и невработеноста, значи ние сме феномен во соседството, и на Балканот и во Европа, ќе се соочиме со уште поголем број на граѓани и работници кои ќе даваат отказ и ќе напуштаат оваа држава. Па, кажавме, кои се нашите бранши. Така. Па да се помогне во делот на субвенционирање и на индустријата, но и на јавно-комуналните предпријатија, кои што сметките за струја се енормно покачени, за да не дојдеме до поголеми ценовни шокови, за да може да обстанат, но и за да може да се задржат работните места.